Здраво на сите и добродојавте на мојот YouTube канал. Денес ќе ви покажам еден многу кул трик. Како да ја споделите вашата Nvidia графичка картичка која има куда поддршка со повеќе поds во микро Kubernetes сетап. Доколку сакате максимално да искористите вашата графичка картичка во микро Kubernetes без да трошите пари на скапи и однапред подготвен хардвер за виртуализација на вистинското место. Сега, графичката картичка што ја користам во ова видео има само еден VRAM, што значи дека мора да се додели целокупната меморија еднократно. За да ви покажам што значи ова во пракса, ајде да погледнеме еден пример. Пред да продолжиме, ве молиме кликнете лайк и subscribe за да го поддржите каналот. Замислите ја вашата Nvidia графичка картичка како една вкусна пица. Во микро Kubernetes секој под што сака да ја користи графичката картичка е како некој гладен што сака парче од пицата. Но тука е трикот, бидејќи нашата графичка картичка има само еден VRAM, не можеме да ја поделиме пицата подеднакво на секој под. Мора да ја дадете целата пица на првиот човек што ќе ја побара. Што се случува кога ќе дојде друг под? Исто така сакајќи да ја користи графичката картичка. Неговата чинија останува празна, бидејќи целата пица е веќе доделена. Тоа е проблемот што го решаваме во ова видео. Ќе ви покажам како ефикасно да ја споделите таа единствена пица или вашата графичка картичка со повеќе подс. Имајте на ум, ова решение работи на принципот прв дојден, прв услужен. Во денешниот сетап ќе користиме драйвери инсталирани директно на серверот. Подготвив Ubuntu сервер во верзија 24 и Nvidia GeForce RTX 4060. За инсталација на драйверите ќе следиме официјалната Nvidia документација достапна на docs.nvidia.com. Иако може да се користи и официјалната Ubuntu документација, понекогаш наидувам на проблеми при инсталирање на драйверите на Ubuntu сервер, затоа за денешното видео ќе го користиме водичот на Nvidia. Прво, треба да провериме дали се инсталирани Linux хедерите за специфичното издание на кернелот. Во мојот случај, Linux хедерите се веќе инсталирани. Ќе го користам методот за инсталација преку мрежна датотека, која бара конфигурирање на специфични варијабли, distro и arch. Ве молам погледнете ја воведната страница за табелата со прифатени вредности. Бидејќи користиме Ubuntu 24, соодветно ќе ја поставам варијаблата distro и ќе ја потврдам архитектурата на процесорот за да ја поставам варијаблата arch. Следниот чекор е да го преземеме и инсталираме пакетот CUDA Keyring. По ажурирањето на датотеките, треба да видите дека Nvidia датотеката е достапна. Конечно, ќе ги инсталирам CUDA драйверите користејќи Property Kernel Modules. Овој процес ќе потрае некое време, па ајде да премотаме нанапред. Како последен чекор, ќе го рестартирам серверот и штом повторно биде онлайн, ќе извршам командата NVIDIA SMI за да потврдам дека драйверите се успешно инсталирани. Во овој дел ќе инсталираме микро Kubernetes со возможен dual stack следејќи официјалната Ubuntu документација. Ќе создадам заеднички фолдер за микро Kubernetes snap и потоа ќе создадам YAML конфигурацијски файл во него. Ќе ја копирам и залепам содржината на конфигурацијата директно од документацијата. Оваа конфигурација ги специфицира приватните мрежи за pods и services користејќи IP version 4 и IP version 6. Следно ќе инсталираме микро Kubernetes од Snap продавницата. Ќе го прескокнам специфицирањето на опцијата за Channel 1.28, бидејќи понова верзија е достапна во времето на снимање на ова видео. Можеме да видиме дека Snapот микро Kubernetes е успешно инсталиран со верзија 1.32 stable. Пред да продолжам, ќе поставам неколку баш опции кои ги користам во мојата секојдневна рутина. Првата опција е алија за командата watch, бидејќи ја преферирам наместо користење на опцијата kubectl-watch. Втората опција е алија за kubectl и последните две опции овозможуваат autocomplete за kubectl и за неговиот алијас. Ајде да провериме дали сетапот е веќе активен и работи. Овој процес може да потрае некое време, ќе премотаме нанапред. Следно ќе провериме дали се работи како што се очекува, особено со IP version 6. Ќе создадеме deployment файл и ќе го примениме. И штом подот е во ред и состојба, ќе ја добиеме IP version 6 адресата на сервисот и ќе извршиме curl request. Бидејќи се функционира правилно, ќе продолжиме со процесот на чистење.
Во рамките на микро-Kubernetes потребна е меморија за складирање, но кога ги листаме класите за складирање, одговорот покажува дека не се пронајдени ресурси. Како решение ќе користиме друг производ на Canonical, Microceph. За инсталација ќе се повикаме на официјалната документација од Canonical. Прво ќе го инсталираме Microceph Snapот, следниот чекор е да го подигнеме кластерот, односно да направиме bootstrap. По подигнувањето го проверуваме статусот на кластерот и забележуваме дека кластерот е во healthy state иако има 0 OSDs. Кога ќе побараме листа од дисковите, забележуваме дека нема конфигурирани OSD-а. Се предлага само еден диск кој нема партиции, но тој не е дел од Ceph кластерот. За оваа демонстрација подготвив 3 LVMs, сепак оваа поставување треба да се користи само во лабораториска средина. Во производствена средина препорачливо е да имате 3 одделни дискови за да се обезбеди соодветна редундантност. Бидејќи во случај NVMe 0N1 целосно да откаже, во нашиот лабораториски случај податоците ќе бидат трајно изгубени. Следно, ги додаваме дисковите следејќи ги упатствата на Canonical. Кога повторно го проверуваме статусот на кластерот, гледаме дека OSD-а се инициализираат и кластерот се враќа во healthy state. Следниот чекор е интеграција со micro-Kubernetes. За да го постигнеме ова, го овозможуваме Ceph плагинот наречен Rook-Ceph. Конечно, ги поврзуваме micro-Kubernetes со micro-Ceph, откако ќе се поврзе, ако ги листаме класите за складирање, Ceph RDB класата е присутна. Исто така имам намера ова класа за складирање да ја поставам како стандардна. Сепак, во оваа верзија на micro-Kubernetes, дури кога Ceph RDB е конфигуриран како стандардна класа за складирање, ако не е специфицирана класа за складирање во шаблонот или volume claim template, micro-Kubernetes автоматски го возможува host path плагинот за да го обслужи складирањето. Во овој дел ќе овозможиме користење на NVIDIA графичката картичка во рамките на micro-Kubernetes, следејќи официјалната Canonical документација. Процесот е едноставен, но прво ќе ги погледнеме дополнителните опции за конфигурација. За аргументот драйвер ќе користиме опцијата host, бидејќи NVIDIA драйверите се веќе инсталирани на серверот. Сепак, за да се овозможи користење на GPU од страна на повеќе pods, мора да се обезбедат дополнителни вредности за време на распоредувањето. Документацијата за овие параметри е исто така достапна, подготвив прилагодена конфигурацијска датотека за демонстрација. Во оваа датотека создаваме конфигурација наречена device plugin config. Името на фајлот е default, опцијата за споделување е конфигурирана да создаде 10 реплики на графичката картичка. Интересно е што овие опции не се експлицитно дефинирани во достапната документација. Следно, правиме GPU enable. Овој процес одзема некое време, па ќе премотаме до резултатите. Кога ги проверуваме информациите за нодот, се прикажува само една достапна графичка картичка наместо 10. Ова е затоа што прилагодената конфигурацијска датотека се уште не е применета. Односно, ова е стандардната конфигурација која се користи кога едноставно ќе извршите micro KTS enable GPU. Исто така подготвив deployment тест за распоредување што создава 3 реплики, при што секоја реплика бара една графичка картичка. По распоредувањето, само еден под станува оперативен, бидејќи моментално е достапна само една графичка картичка. Доколку ги провериме pods кои се во состојба pending, откриваме дека Kubernetes распоредувачот пријавува недоволно графички картички. За да го диагностицираме проблемот, правиме debug на device plugin daemonset. Конфигурацијата на daemonsetот потврдува дека config map со име device plugin config е присутен. Доколку ги провериме mount points на точката за складирање, откриваме дека конфигурацијата што ја дефиниравме се наоѓа во available configs, а варијаблата config file е поставена во config.yaml. За да го провериме ова поставување, пристапуваме до конзолата на daemonset подот. Откако ќе извршиме print working directory, гледаме дека сме во самиот root на системот, го проверуваме тековниот конфигурацијски файл во config.yaml и забележуваме дека е празен. Спротивно на тоа, конфигурацијскиот файл што го создавме, кој е монтиран во available configs default, ги содржи очекуваните вредности. Потоа ја менуваме варијаблата config.file за да го користим конфигурацијскиот файл што го креиравме. Ајде да провериме дали промените се применети и гледаме дека тоа е веќе направено,
подот е стар само 6 секунди. Доколку провериме сега, нашиот тест deployment покажува дека сите 3 реплики се во состојба ready, логовите потврдуваат правилна оперативна состојба, а проверката за информациите на нодот открива дека 10 графички картички се достапни, од кои 3 веќе се распределени. На крај продолжуваме со чистење на тест deployment. Во прикажаното демо демонстриравме дека може да ја споделиме нашата графичка картичка со кута поддршка со повеќе подс во Micro-Kubernetes со додавање на дополнителни конфигурацијски вредности. Ве молиме стиснете лајк и претплатете се на каналот за повеќе содржини. Ви благодарам што гледавте и со нетрпение ве очекуваме во наредното видео.